интересна работа. Сите знаеме дека љубовта во природа е многу интересна. Ама фрлење ѓубре во природа, после љубовен чин, тоа е малце дофатно. Како што завршваше денот и со некои 10 пара скинати на раквици, успеавме да изчистиме само 20% од целото ѓубре. Сега ќе ви кажам што е проблематика во околу чистење на вакво ѓубре. Ево, пример ќе земе ова. Ова е овдека сврзано со земја. И сега да окренеш вака, пример, с хартичеви да офрлиш ѓубре е лесно. Ама ова вака што треба да го правиш, видиш? И сега ова се ѓубре вака. Значи да ова одземат доста време. И многу интересно беше на последниот ден се паркираме сега таму кај плажата да се измиеме, да се средиме. И пред нас ни дечина од 18-19 години фрлет јогурт и нешто пециво во џбуното. И си викам, за која стока бе ти чистиш бе? Кој град ќе го оправаш бе? Кој ќе ја оправиш ти бе? Тоа се свест неваспитани. Раден од кочистиме. Ајде брат, кај е ѓубрево, а? Кај е ѓубрево, а? Кај е ѓубрево, а?